Топлото ноемвриско сонце им оди во прилог на стечајните работници од Кочани, кои своите редовни работни состаноци ги одржуваат на отворено покрај кеот на Кочанска река. Дополнителна надеж дека и зимава ќе им биде потопло во душата, па и во джебот, им влева подготвениот предлог закон за решавање на нивниот статус, што треба да се најде на разгледување во македонскиот парламент. По 13 годишно талкање по улиците и чукање по вратите на државните институции, подготвија петта верзија на законското решение, за кое очекуваат наскоро да расправаат и претениците. На состанокот на кочанските стечајци присуствуваше и председателката на Сдруженијето УНИТ, која им ги дообјасни одредбите во предлог законот, оценувајќи го како добро решение. Закон е перфектен, мислим дека е еден од најдобри закони до сега што смо имали, воопшто можем да кажем. Луѓе се слажев и идемо дале. Георгиевска смета дека предлог законот овој пат треба да помине во парламентот, особено што распоредот на политичките сили е изменет од претходно. Таа не крие дека очекува поддршка од опозицијата, преку која и ќе биде поднесено законското решение. Имаме едно големо плюс што е од редови на СДСМ министар за труд и социјало и многу ќе нам биде важно значи на министра изјаснување, зашто до сега све се збореше, нема потреба од овакав закон, не може овакав закон да пројде, те приватни сме, те овакви, те онакви. Сега ќе е многу битно еден министар да стане и да објасни зашто, како треба да се обештетиме и се надам дека и ќе преработи и совеста на пратеници и од страна на владајќу партију, зашто ја мислим дека доста интереси на партију да се ставлja пред голи животи на луѓе и за екзистенцију на човека. Така што надам се дека ќе проработи совеста и дека ќе биде изгласано. Ако не биде, ја мислим дека и казну ќе да очекувам за избори. Предлог законот за стечајните работници до крајот на ноември треба да го разгледува Собраниската комисија за труд и социјална политика, а ако евентуално биде прифатен од незините членови, во декември би требало да се најде и на пленарна седница во парламентот. Стечајците се надеваат дека до изборите во април нивниот статус ќе биде решен, односно ќе можат да го остварат своето право за заминување во пензија.